Здраво. Здраво на сите. Уште неколку приказни остануваат од Андерсен. А оваа денеска се вика Принцезата на зрно грашок. Си беше еднаш еден принц кој сакаше да се ожени со принцеза. Само таа требала да биде вистинска принцеза со кралска крв. И така, тој реши да тргне на патот во потрага по неговата идна невеста. Иако многу девојки тврдеа дека се кралски ќерки, во секој од нив имаше нешто што не беше сосема кралско. Принцот трагаше толку долго време што почна да се сомнева дека некогаш ќе ја најде вистинската девојка за него. По многу неуспешни обиди, тој се откажа и се врати во неговиот дворец. Убеден сум дека никогаш нема да се оженам. Сепак, една луњана ноќ, некој затропа на порта на кралскиот дворец. Кралот лично отиде да ја отвори портата и пред него стоеше девојка испрскана со кал и мокра до гола кожа. Извинете што ве вознемирувам, ваше височество. Јас сум принцеза која се најде среде бура. Ми треба за сонниште да ја поминам ноќва, ќе бидете ли толку љубезен да ме примите? Рече девојката шепотејки. Според нејзиниот изглед, таа не беше баш како принцеза. Не изгледаше, но кралот сепак реши да ја покани да влезе. Кралицата пак си имаше свој планови и се мушна во гостинската одеја пред да дојде девојката во неа. Таа го поткрена душекот и стави мало зрнце грашок на креветот, а потоа врз него стави уште 19 душеци и 20 меки перници. И така, девојката ја помина ноќта во дворецот, спиејки на 20 душеци и 20 перници. Следното утро, додека појадуваа, кралицата ја праша девојката: "Како спиевте?" "За жал, многу лошо. Нешто во креветот беше толку тврдо што не може во око да склопам. Мислам дури и дека имам и модринка", и одговори на кралицата, несвесна за краличниот план да открие дали таа навистина е принцеза. Кога го слушна ова кралицата, кралот и принцот скокнаа од радост. Само девојката со вистинска кралска крв може да осети зрно грашок по 20 душеци и 20 перници. Принцот кој блискаше од среќа веднаш ја побара девојката за жена, а веќе следниот ден беше одржана нивната свадба. Толку од денешната приказна, се гледаме утре. Поздрав до сите, чувајте се и да издржиме овие неколку тешки денови. Се гледаме утре. Поздрав, чао!